Насмеани ведри детски лица не пречекаа во основното училиште Братство Миѓени. Речиси стотина од нив со освоени први и втори награди на општински, регионални, па и државни надпревари. Велат дека сакаат да учествуваат и да покажат што научиле, а наградите им биле поттик за понатамошни успеси и надградувања. Оваа година учествував на надпреварот по биологија, општински надпревар. Сега оваа сабота ни е регионалниот надпревар. Ментор ми е насничката по биологија од основното училиште Братство Миѓени Светлана Божиновска. Исто така учествував и на надпреварот по математика, нумерус надпревар. Имам освоено второ место на општинскиот надпревар, исто така трето место сега што се одржа оваа сабота на регионалниот надпревар. За да се биде надпреварувач, секогаш мора да се знае повеќе. Со додатни настави од страна на наставничката, мојот ментор Петруца Стојановска, се трудиме да надокнадиме и да бидам спремна за да можам да освоим подобри резултати. Голема чест е да бидам прва од регионот и многу ми е мило што баш јас успеав од сите 200 надпреварувачи да бидам прва. Со голема мотивација и помош од наставниците, дел од учениците учествувале и на надпревари по биологија и природни науки. Предметот природни науки не е многу тежок. Учиме разни теми за околината, за пубертетот, за оганот и бара повеќе работа за надпревари. Ова за мене представува поттик за повеќе успеси во иднина. Учествував на општинскиот надпревар по биологија, организиран од Друштвото на биолози на Република Македонија и освоив втора награда. Учиме мешавина има и за растенија и за животни, но највеќе за човек. За полесно усовршување на англискиот јазик, умните глави од Братство Миѓени велат дека е потребно да се комуницира на англиски, но и истиот да се слуша. Михаела Гранчаровска е една од наградените која освоила прва награда на надпревар по англиски јазик. Учествував на надпреварот по англиски јазик и освоив прво место. Сега треба да учествувам на регионалниот надпревар по англиски јазик. Најдобро и најлесно англиски се учи преку зборување и преку слушање. Текстот и граматиката е лесно да се научи, додека изговорот на зборовите е прилично тежок како не се говори или слуша англискиот јазик. Училиштето е познато и по своите ученици кои сакаат да се занимаваат со конструкторство и роботика. Орхан Багашов веќе го најави своето присуство на саемот организиран од Народна техника и Министерство за образование, каде ќе ги промовира своите нови изуми. Би сакал да ги извам моите три последни, тоа е 3D LED коцка, CNC машина, тоа е компјутерска номеричка контрола и последниот проект на кој што се уште работа е 3D печатач. Со 3D печатач може да изработиме каква било форма во 3D, значи 3D објект од пластика или друг вид на материјал. Задоволство за секој раководител е да има вакви успешни ученици. Даниела Апостоловска се надева дека до крајот на оваа учебна година нивната приказна ќе биде уште поуспешна. И резултат на пожртвуваноста и работата на нашите наставници, учениците, соработката со родители, и се надеваме дека сите овие награди, кои што не би ги повторувала, самите ученици не ли ги кажаа по сите предмети, ќе вродат со плоти понатаму. Понатаму ни предстојат исто така многу надпревари, многу конкурси, па се надеваме дека вака горди, исполнети и со оволку многу награди ќе ве повикаме и ќе ни биде чест да го испрезентирате нашиот успех и по завршувањето односно на крајот на учебната година, со што би го заокружиле овој успех до сегаш. Училиштето Братство Миѓени месецов ќе биде домаќин на големиот регионален надпревар на Сојузот на млади техничари од областа на роботиката, астронаутиката, применетата математика, физика.